Заев не прифаќа лидерска средба за отворените прашања со Бугарија, откако Мицкоски вчера повика најрелевантните политички партии да изградат заеднички став за клучните теми поврзани со источниот сосед. Премиерот за Алфа вели дека не гледа потреба од средба, особено не со Мицкоски кој според него немал став за ниту едно важно прашање. Македонскиот јазик, идентитет и посебност се меѓународно признаени од целиот свет. Договорот за добрососедство е потпишан и на македонски јазик. Темите кои произлегуваат од договорот да се решаваат преку работата на комисиите надлежни за овие прашања, вели премиерот во одговорот за Алфа околу тоа на кој начин ќе продолжи диалогот со Софија. Опозицијата и денеска со став дека владата треба да прифати лидерска средба. Според ВМРО ДПМН, министерот за надворешни работи и вице-премиерот за евроинтеграции се фокусираат на македонскиот јазик, а идентитетот и историјата не се споменуваат. Каде е тука историјата и идентитетот? Никаде не ги споменуваат, со тоа што сериозно треба да излезат и на јавноста да и говорат отворено за сите овие прашања, за сите оние прашања кои што се поставени како ултиматум од страна на владата од бугарската страна, но и кои се нивните црвени линии. Еве би го прашал конкретно господинот Димитров, бидејќи неговиот татко е роден пред 45-та година, дали тој ќе прифати неговиот татко да не биде македонец. И Заев и Димитров не ја исклучуваат варијантата во декември да не се случи меѓувладината конференција на Македонија и Европската Унија. Премиерот дури истакна дека граѓаните треба и за тоа да бидат подготвени. Следниот месец треба да се одржи средба Заев-Борисов.